Добар ден, почитувани гледачи. Дали конечно ќе се разбуди совеста на институциите? Денес зборуваме на таа тема. Ова тема актуелна е веќе во изминативе речиси 2 години. Изградбата и реконструкцијата на Алипашината џамија и изградбата на минарето високо 32 метри, тема повеќе пати во лупа. И денес на истата таа тема разговараме со моите двајца гости, господинот Михаил Трендафилов Нанче од Граѓанското здружение Совест и Михаил Арнаудов, исто така од Граѓанското здружение Совест. Добре дојдовте во ТВМ и во емисијата Под лупа. Добре ве најдовме. Господин Арнаудов, за вас добре дојдовте во ТВМ. За прв пат во лупа, во ТВМ не за прв пат. Најверојатно темава на вистина ве погодила, чим решивте да бидете гостин во една ваква емисија? Морам да признам дека многу неугодно се осеќам. Непријатно ми е, меѓутоа озбилноста на проблемот ми наложува сепак да земам активно учество во дискусијата, така да ќе бидеме отворени за сите прашања што ќе ни ги поставите. Така. Господине Трендафилов или Нанче, како да ви се обреќам? Охриѓани ве знаат така подобро. Малку на почеток да ве олабавам, на вистина сериозна тема, ќе разговараме за сериозни работи и неправилности, но да не ја започнуваме емисијата толку сериозно. Вчера имавте една средба со премиерот Зоран Заев. Мислам дека беше испровоцирана од тоа што Граѓанското здружение Совест најави еден мирен протест против ова, како што тврдите по сите наоди кои што ги имате и документација до која што стигнавте, дивоградба на Алипашината џамија. Кога разговаравме последен пат со вас на таа тема, кажавте дека вие немате ништо против реконструкција на таа џамија, но се она што се прави вон, она што е предвидено, а и минарето, пак ќе речам, високо 32 метри, кое што поради повеќе причини за многу граѓани е непогодна вистина, беше причина и повод и за тој разговор. Ајде од тука да започнеме од она што е најнов момент. Каква беше средбата кај премиерот Заев и дали добивте некакво конкретно ветување? Па знаете се, 2 години на ова тема се расправаме. Малтене ние нема нешто ново да кажеме, гледајќи дека некои работи се случват неконтролирано или контролирано, неконтролирано, зависи од која страна гледат, ние решивме да ја активираме оваа тема преку еден мирен протест. Меѓутоа, тој мирен протест секогаш може да излезе од контрола. Не се тие работи добри. Ние друго чаре немавме. Рековме, одиме. Меѓутоа, сепак се најде разум да не се прават протести. Премиерот не повика на средба кај него. Ние рековме, фала Богу, добро е ќе оиме кај премиерот, макар да тоа е за жалење, по мене лично за жалење. Зашто? Затоа што на премиерот му го одземаме скапоценото време, затоа што службите под него, институциите кои се задолжени овие работи да ги решаваат, не ги решаваат. И ние сега почнуваме да размислуваме кој се тука е крив. Не е важно. Премиерот не прими. Многу беше конструктивна средбата. Тој меѓу другото рече дека ќе преземам јас да изменаџирам сева работа. Меѓутоа, гледајќи како на минут се дешаваат работи на самото минаре, кое е сокријано од очите на јавноста, не знаеме што све, до која висина е стасано, меѓутоа гледаме дека секој ден по 2 метра се крават новоплатно. Ние рековме, господине премиер, добро е што се зафашчате да менаџирате ова работа, ама вие треба да ја стопирате, пошто вашите служби до сега тоа не го направиле, додека не се расчисти тоа работа. Значи, морат некој мораториум да се даде, да знаеме за што се работат. Така да тука останавме. Денеска имат опречни мислења овдека дали се работат или не се работат, не сме сигурни на минарето. Меѓутоа, кога веќе има некаков проблем, многу е просто. Треба да се застани, да се види каков е тој проблем, умни луѓе, познавачи на таа проблематика, треба да седнете да го решат. Ние
Отстрана дојдовме да бидеме попаметни од сите што се платени за таа работа да ја бркат. Така. Сега, ние сме едно мултиетничко општество. Сите се залагаме за еден соживот меѓу себе. Овде со децени, со години наназад заедно живееле и турци, и албанци, и срби, македонци и сите други малцинства, да не испуштам некој да не се најде засегнат. Да. Значи, воопшто немаме ништо против таквиот соживот, но некои работи кои што излегуваат од контрола и кои што не го почитуваат законот, навистина бодат очи. Совест, цела ова голгота започна пред 2 години, кога на ден Великден беше, започна градежните работи на ова локација. И сето тоа некако покриено со некој превес на таинственост. Господин Арнаудов, за да се стигне до премиерот, значи не може тоа туку така да се оди, туку мора да сте подготвени. Овдека имате повеќе документи до кои сигурна сум дека тешко стигнувавте, затоа што претходно документите со кои што располагавте ги добивавте на многу тежок и макотрпен начин. Што покажуваат документите е да се навратиме на една цела постапка која што од самиот почеток е нелегална и има многу неправилности. А и понатаму таму се гради. Да. Мислам, навистина е жално и потврдил тоа Билче што кажува да за секој проблем во држава морат премиерот да решават. Мислам, имаме толку превработена администрација за која веројатно во преговорите сега за Европска Унија ќе треба пола да ја отпуштиме, а таа сепак ништо не превзема да ги сработат своите работи што и се дадени со закон, што им се дадени на поединци со тоа што земаат плата. Морам да кажам дека за мене најглавниот проблем што го има, што е направен во врска со конзервацијата и реставрацијата е направена од наши луѓе кои работат во наши институции во држава, кои земаат плата од останатите граѓани што плаќаат данок. Значи, 2016 година, 8.6, е издадено конзерваторско одобрение за реставрација, работи и реконструкција. Значи, не е издадено за некоја нова градба. Само то, значи, како идеа документиве до ден денеска, само то конзерваторско одобрение е, така да наречам, фалц од првиот ден. Значи, државниот градежен инспектор... Што покажува начината, што наведува дека е фалсификувано и дека не е... Самиот градежен инспектор, кој завчера разговаравме со него, дури не упати и ни рече, видите, во втората страна на конзерваторското одобрение воопшто нема имотен лист чиј е имотот. А имотот, мора да напомениме дека Али Пашината џамија не е од некого, него е од државава. Таа, значи, е прогласена за значајно културно наследство при крајот на 2014 година. Од Министерството на култура имаме решение за нејзиното прогласување и во член 4 вика, ќе цитирам, предметното добро е во сопственост на Република Македонија. А има и корисник, окей? И денеска, кога одите во катастар, пошто катастарот е јавна исправа, можете да видите дека целиот тој комплекс како јавно добро, како заштитено добро од прва категорија, имател на сето тоа е Републиката, односно државата. Но некакви договори што се правеа, дали ќе ни кажете вие фалсификувани или не, се правеа со Значи, ево сега јас тоа многу ќе го кажам просто, за да може секој граѓанин да разберете. Имате своја земја и сакате да правите куќа. Значи, прво треба да се легитимирате дека вашата земја имате имотен лист, тапија го викаја на времето. Со то поднесувате барање за градежна дозвола. Изготвувате идеен план, основен план. Додека одредени
инстанции не ви удрат печат на тој план и додека вие не добиете правосилна градежна дозвола, иначе тоа се като одобрение согласно со прописите на градење, ние популарно нели го викаме градежна дозвола, значи додека не добиете вие градежна дозвола правосилна, вие не можете да градите. Секое значи отпочнување на градбата без таков документ станува кривоградба, односно дивоградба, и таа е од пред неколку години кривично дело. Значи, секој што ќе прави дивоградба, кривоградба, тој е предмет на обсервација на основно јавно обвинителство. Значи, тој е веќе криминал. Значи, сега да ви кажам зашо ова конзерваторско одобрење, сем тоа што напомнав дека немат во втората страна во списите, не е легитимиран собственикот, а му е издадено, значи управата за заштита на културно наследство, конзерваторско одобрење му го издава на Исламската верска заедница и ја задолжува меѓу другото во точката 6, има 7 точки, тие значи прават конзерваторско одобрење, тоа е нешто вака сега како да го симплифицирам, да кажем како некој проект кој треба да некој да го овери. Односно, тие ги задолжуваат во точка 6 работите од став 1 во овој диспозитивот, значи од ова одобрението, може да се изведат врз основа на правосилно одобрење согласно со прописите на градба. Тоа сега кој што ви прави паралела, значи да почнете куќава да ја правите, ако ја немате таа градежна дозвола на основа одобрење, вие не можете тоа да го градите. Или, ако го градите, тоа е веќе дивоградба и то подлежи под закон за дивоградење. Сакав да прашам, логично се наметнува тоа прашање. Значи, вие, обични граѓани, кои што се собравте во едно граѓанско здружение, испровоцирани од се ова што се случува на Липашината џамија, сте дошле поради волја, ентузијазам, желба, испровоцираност и така натаму, до овие документи, до овие сознанија. Како пред сето ова замижувале институциите? Затоа што Државниот градежен инспекторат во повеќе наврати беше информиран и од ваша страна, и од други граѓани, други институции, знаеше за се она што се случува, не е нешто што може да се скрие. Значи, секој ден пред очите на јавноста се случува оваа градба во центарот, во строгиот центар на градот. Беа дојдени неколку пати на увид. Тогашната председателка на тој државен градежен инспекторат Билјана Накис. Да, ве прекинам таа, значи тоа тогаш кога дојде, значи констатира, барем така ни беше кажано, дека се е во границите на дозволеното. Видите, јас морам малку да како исправам. Како се замижува тука? Значи, посветената инспекторка работи во управата за заштита на културното наследство. Тие, за ними денес, основно јавно обвинителство, водит случај за соучесништво во криминаливи околу дивоградбата. Таа инспекторка, точно е тоа што кажавте, во времето кога Тања Паскали беше директорка на музеј, завод и музеј Охрид, значи по нашиве сознание, кога почнавме ова работа, беше дојдена, имаме значи тука документ, кога дошла и кога кажала, тоа било 12.6.2017 година и вика, јас сега морам да го цитирам, вика, постапката е прекината поради тоа што при вршење на инспекцијскиот надзор не е констатирана неправилноста. Сите работи се одвиваат согласно одобрената документација. Документација, односно конзерваторското одобрење за кој нема градежна дозвола. Како ние напинавме со нови документи, истата таа Билјана Пачковска Куфојанакис, која е уртачена значи во случајот на дивоградбава, доаѓа повторно на 24.11.2017, самата себе се негира со ново решение, кај што наредува на имателот на заштитново добро, Липашинава џамија, да постапи по точка 6 од диспозитивот на конзерваторско одобрење, тоа ви кажав пред малку, значи да добијат градежна дозвола.
Значи, истата особа, неколку месеци, пола година пред тоа сите овде не мафташе, дека све таму било во ред, да после 6 месеци кажуваат дека, пазите, прво му наредува да обезбедат градежна дозвола. А после 6 месеци, во 23.3.2018 година, веќе кога работите веа излезе и начисто, истата особа, инспектор за културно наследство Билјана Пачковска Кујов-Анакис, вика, носи решение и вика, се запира превземањето работи за непосредна заштита на објектот и сега кажува зашто се запират, а претходно му барале да обезбедат градежна дозвола, тие не обезбедиле, ја запреле работата заради тоа што и покрај тоа конзерваторско одобрење што го имале, тие ни то не го почитувале, не ги употребувале материјалите што биле потребни ни за тремот, ни за внатре, ни за околу. Значи, еден објект, пак ќе повторам, кој е прогласен за значајно културно наследство од прва категорија, се дивогради од првиот ден, целата постапка за какво то се прави, е прекршена, истата особа дава забрана за исто. Многу нелогичности, многу недоследности, но мене едно ме интересира. И покрај се тоа, значи, таму се градеше некогаш со поголем интензитет, некогаш малку така со некое затише, пред 2-3 месеци чинам почна да се гради и минарето. И веќе се стигнати до некоја висина. Што понатаму? Значи, еве сега вие имавте средба со господинот Заев. Тој рече дека интензивно ќе стапи во контакт со надлежните институции, дека еве сега сме во еден малку поспецифичен период на предизборие, па ќе имаме и избори. Може би во наредните 2 месеци ќе се стопира градбата. Што понатаму? Видите се вака. Прво, година дена не се работеше ништо на минарето. Значи, тие не го работеа. Си работеа на Рипашината џамија и ние немавме потреба од никакви некои посебни акции, затоа што, велиме, со конзерваторското одобрение може да си работат. Интересно е што сега во овој период, кој е доста сензитивен, предизборие, во овој тие почнеа интензивно да го градат. Интензивно. Ние, како граѓани во Охрид, се чувствуваме сега ко будали сме, шо сме ние, кој сме ние? Како за едни важат, за едни не важат. Овдека сакали или не сакали почва се мешат и политика. Па ние овдека се чувствуваме кога ева апартхейт. Тие се 10% муслимани, ние сме 90% христијани. Тие го работат то, можат све да работат, а ние све сме нешто фини, културни, треба да разбираме, соживот да имаме. Соживот се прави ако двете страни се разумни. Како може некој да прави дивоградба во заштитено старо градско јадро? Градоначалниците велат, ние немаме ингеренции во старо градско јадро, институциите молчат, она што УНЕСКО ни го даде, ние сакаме да го продајме, да го изгазиме. Ние за кого мислиме овдека? Ево сега, во истиот период се гради дивоградба и кај Чинарон. И сега ние застануваме сиве како граѓани се чудиме што е што се дешава. Кој овдека ги клават правилата на игра? Имат некој локален моќник кој може све да прави и ние сиве само ќе молчиме. Па тогаш кога ќе се даде еден негативен пример, потоа го следат и другите. А си го следат и сега што правиме? Дојдовме до премиери, дојдовме до не знам какви турбуленции да правиме, зашо? За нешто што е најнормално. Нема овдека никакви проблеми. Меѓутоа, за све имат причина и повод. Сега во дворот наш, значи јас со градоначалниците разговарав. Немате ингеренции, меѓутоа ви се дешават нешто во дворот. Кога е нешто во дворот ќе се бориш да дојдеш тоа прашање да го решиш. Се надкреват и се бори човек. Ние тие ингеренции, следни не знам кој како ќе бидат, Охрид морат да си преземит. Старото градско јадро ќе си го работат Охрид и охриѓани, а господата од сите овие институции треба да си ја пратат и да биде само надзор. И све ќе си дојде на своје, ако имат легалитет. А иначе, сиве овие работи треба да завршат на зелена маса. Нашо ни се деси сега. Протестот го стопиравме. Знаете како ни се обраќат граѓаните што треба да дојдат на протест?
кои сте вие предавници сте, вие ве подкупиле, вас ве платиле. Зашо? Шо имаме ние? Ова е градска работа. Сите војни и најголемите завршуваат на зелена маса. И 2001 заврши со Охридски договор. И овдека, умни луѓе, секогаш ќе седнат ќе се разберат. Инаку само сакам да потенцирам дека протестот немаше политички предзнак, како што можеби некој помисли. Тука беа граѓани вклучени, од сите политички партии, опции, симпатизери, можеби воопшто неопределени, сите оние кои што го сакаат на вистина Охрид и му посакуваат добро на градов. Дали се гради денес? Што се прави денес? Видите, ние имавме до премиерот едно единствено барање. Жолта лента за заедничка еднина. Значи, државниот градежи инспекторат мора да му стапни на вратот на управа на заштита културно наследство, која е уртачена во ова работа во дивоградењето и мора таму да се поставите на жолта лента и држава да си го преземи нејзиното добро прогласено во 2014 година. Значи, ако таму ме прашувате да се гради, ако таму и утре се гради, денес исто се правеше дивоградење, се подкопуваат темелите на џамијата, протестот ќе продолжи. Значи, Охриѓани, цел град е зоврен заради ова безобразно однесување. Значи, овдека на целата мака што имаме, некој сака уште рогој да не израсте. Дали мислите дека доцниме веќе со вакви граѓански здруженија и иницијативи, затоа што градов на вистина го измени неговиот првичен облик и се она што беше препознатлив белег за Охрид како град под заштита на УНЕСКО? Па видите, сега тоа е малку проблем во целава земја. Значи, немаме ние граѓански движења кои досега вродиле со некој плод. Ако некоја ценаше нашата работа во последниве 2 години, ние денеска нема да дојдевме овдека да кажеме по не знам кој пат дека институциите не работат, дека се умешани тие заедно, дека сега и тие ќе бидат на судски стол веројатно еден ден кој ќе се заврши целата истрага околу оваа работа. И во други, значи и за други работи што можело било кое граѓанско движење да нешто покрене, досега тоа за последние 20 години за жал не се десило. Значи тоа е проблем со нашиот народ, дека треба сите неправилности море да потекнат од граѓаните за да може било која власт да... Значи граѓаните се најголемиот коректор на власта. Треба да се. Дали се... Тука можам да речеме на работа, кај што ги спомниме граѓаните. Нас ни изјавија и ни рекоја, кога баравме да имаме комуникација и контакти со ИВАЗ на таа тема да разговараме, тие рекоја дека ние не сме компетентни. Сега правиме молба за граѓаните. Идат избори. Сите, без исклучок, ќе се повикуваат на граѓаните. Значи, граѓаните се важни само сега. А другото, низ години, што правиме со тие граѓани? Треба да живе, треба да се разбираме ние. Зашто да живиме во нервози? Но и знаете што, може би е некаква сатисфакција. Еве кажавте дека веќе се водат судски постапки за некои поединци, но што добива градот? Ништо не добива градот. Ако се изгради минарето и ако се направи таа дивоградба. Сега во моментов во градов влада нетрпеливост меѓу муслимани и христијани. Ето, тоа е производот на неработењето на тие што се платени за оваа работа. Сега, например, се гледаме накриво, сите пријатели што ти биле од една и од друга страна, сега се на Facebook со контрааргументи веќе почнуваат да се употребит јазик на мржња, на омраза и така натаму. И сега место тоа да си свест бидит како што треба по закон и с другите работи, значи ние стално морат нешто да измишляваме, топла вода и што вика Милчо зелени маси, за од кој ќе се 10 проблемиве да ги превенираме, да морат премиерот да се заангажира, да ги решават проблемиве, све заради тоа што никој не сака да го почитуваат законот. Правиме дивоградби, па потоа ги рушиме и правиме дополнителни или трошоци за да... правиме закон за дивоградби и онда го продолжиме и сите сакат
нешто да диво изградат затоа што ќе му се Ќе се легализира легализира. и пак повторно се мена власта и новата власт сака пак да направи Тоа нов сакав закон, исто да ве- нов закон да ве- за дивоградби. Да. Споменавте овдека имиња на, да речам, раководни места на лица кои што беа во претходната власт и влада. Но еве, ситуацијата продолжува и сега. Нешто не Јас не реков дека биле во претходната Видо влада, изменето. тие се вработени веројатно таму со години. Ама биле на раководни функции. Тие и сега се на раководни функции. Значи, ево сега во моментов, да речеме, директор на Управата за заштита културно наследство Елеонора Петрова Митреска, и тогаш и сега била. И тогаш била јатак со дивоградителиве и сега, пошто не превземе конкретни работи, ево сега имаме најнов допис, што ни го даде веде директорот Елеонора Новаковска од Националната установа Завод заштита и споменици, што го викаме ние музеј, преку баравме достап до информации. Тие беа пред неколку дена во вонреден инспекцијски надзор на барање на јавното обвинителство, на основното јавно обвинителство во Охрид и во записникот што го правеле истата особа Куфо Јанакис, тие се повикуваат, значи продолжуваат со кривичниве дела, бидејќи во самото конзерваторско одобрение не била предвидена нити тремочо е правен, нити дивоградбите позади тоалети, канцелари, нити било предвидено минарето. Значи, И тие сакале, да си значи, да си тие го направиле анекс во меѓувреме кога виделе. Значи, начело со Тања Паскале Бунташевска направиле анекс кој сакале да го протнет, меѓутоа сегашната директорка тој анекс го имат поднесено во обвинителство и вака вика сега во записникот. Вика дека се изведуваат работи на реконструкција на минарето на џамијата согласно анексот од проектот. Анекс не може да се прави, значи кога имате дивоградба, не може ништо да се прави. Затоа музеј Охрид веќе година и еден месец од кој е донесена забраната не врши кој се вика Мичона, не врши надзор. Тие беа должни претходно вршеа надзор, секојдневен надзор. Си имаше работен музеот, секој ден си седеше таму. Тие година дена и еден месец не врше надзор затоа што таму имат забрана за работа. Значи тие не се согласуваат всушност со она што се случува таму. Не Има да се забрана. согласуваат, тие со не тоа. смеат. Значи тие ако одат таму да вршат Значи надзор и тие ќе се Така ќе се Го соучесници. легализираат. тие ќе се соучесници. Да. А овие Го од признаваат Скопје, тоа што се а случува. овие од Скопје што ја име даено забраната за тоа, идат овде и кажуваат за некој анекс кој сега е предмет на обсервација на обвинител. Ме разбирате? Каква конјукција имаме се ние со институције? Можда не е цела институција сега, окей, да ние да ја посочуваме, можда таму поединци, меѓутоа тие поединци ја представуваат институцијата. Значи Но- некој, некој треба и да се замисли какви све луѓе имаме ние по институције. Но бидејќи ова влада протежира правна држава, значи треба да навистина сериозно да се зафати за овој проблем и да се истера до крај правдата, затоа што многу недоследности има, а еве се провлекуваат од претходната влада, па сега еве се продолжува на истиот начин и сега може да се каже да се направи една таква паралела. Затоа што ништо не е превземено од кога се конституира новата влада, од кога еве имаме и нови луѓе на раководни позиции, државниот градежен инспекторат треба да се ги преземе веќе работите во своји раце, управата за заштита на културно наследство. Значи тие се уште замижуваат. Сите збориме за правна држава. Сите збориме ќе оиме во Европа и сите знаеме дека правото треба да биде вистина право, кај нас е криво. Сите тие структури се старо нови, не знаеме или ново стари какви се. Ние, која започнавме, работава. Цело време правиме муабет за легалност. Значи, легално се прават работите. Ако таа работа беше транспарентна,
ќе имаше проект, ќе се видеше 32 метри, 132 метри, 13 метри, ќе се то на јавни анкети заштитено јадро е. Ќе се решеше и работите ќе си беа све на своje. Кога нешто правиш скријано, тајанствено, кога да е, вистината ќе се излези на видело. Вистината излезе. И сега нас не укривуваат, значи, за некакво ширење на омраза. Какво ширење на омраза? Ние во која држава живееме? Во Бутел скок на крст да немат. Во Октиси да нема црква. Во Кале да нема црква. И сега кај живиме ние? Ние не живееме во некоја ванземалска, некоја територија. Тие прават и сега ние велиме, чекајте бе, во старо градско јадро, во Охрид, никнит објект, што не е карактеристичен за тоа место, се решават. Џамијата си е многу уба. Под џамијата има чудесни работи, констатирани од овие служби, не од нас, не јас Мики да ги констатираме, нацртани, мозаици долу. Тие работят со багери и ги уништуваат. Затоа што била џамијата од 15 век. Да, џамијата од 15 век направена на црква, црквата на ранохристијанска базилика, друго од Рим, и тоа нема крај. А сето е богатство. Зашто ние толку лесно се ослободвиме од тоа богатство? Тука да беше онај централно градско подрачје, тука да беше музеј, една мултикултура, кој од светов да дојде да ми кажи што е ова работа? Тоа носи пари. И овдека сега јас мое лично мислење овдека, вакви работи, пошто е собственик на земјата Рама, дека е заштитено културно наследство, државата треба да си го напред и да напред музеј овдека. Музеј на мултикултурата. Ние се почитуваме. Еден ми напиша сега по фејсбуциве, ми вели, абе тебе муслиманите те почитуваа многу, што е ова што направи? Што направи јас? Ако се почитуваме, ќе ги почитуваме и правата и врските и најните на другите. Господин Намчев, значи да сублимираме и веќе тука ни завршува првиот дел од емисијата. Немаме ништо против, еве јас овде во улога на водител, вие како представници на совест. Значи граѓаните немаат ништо против таа да се конзервира и да се реконструира таа џамија. Имаат против што сето тоа се прави нелегално и без соодветна документација. И тоа да го расчистиме. Да, значи тоа да го разјасниме. Значи од никакви други побуди вие не тргнавте на оваа Голгота, туку ве испровоцира тоа што се прави нешто на нелегален начин во центарот и во срцето на Охрид. Значи ние не можеме да знаеме што све во Охрид се прави нелегално. Кој сме ние? Не сме инспектори. Нажалост воопшто имате еден инспектор и тој се плаши да излезе на виделина. Зашто се плаши? Зашто е тој страх? Немаме буквално према ништо. Сега, овдека ти во срцето. Значи, ево секој да го земиме, секој човек има дом, има двор. Во дворот некој да дојде нешто му прави. Мислам најчовечки ќе се избуни. И овдека растит нешто и се најнуш идеш во еден град кој што велиш кај сум сега. Точно е. Охрид веле дека е Ерусалим. Еден слушав баш вчера за Македонија утрински програми, еден вели и то наш вели што е ова Охрид има 365 цркви, што се бунат овие 365 камбани. Што зборови човеков, не знам, мислеја се шират некои лажни вести. 365 имало, кои се закопани, кои откупени. Имат моментално појќе џами од цркви активни, нова подрачје, кај што е односот 10% муслимани, 90%. И нема никаков проблем. Меѓутоа, чувството... Не тоа цело време се обидувам да го потенцирам дека не е во тоа проблемот, туку е проблемот што се градат вакви капитални, значи, градби, а без никакви дозволи за градби, сите постапки се прекршени, законот се прекршува, се прават, значи, кривични дела, тоа е проблемот. Тоа е главниот проблем. Не станува, не е главен проблем дали се гради муслимански или христијански објект. Да, истото тоа ќе беше, значи, и ако се на вистината, значи диво градби имаат и Македонска православна црква во Охрид и Охридско има диво градби. За тие диво градби се води постапка во судот. Значи исто би дискутирале и на една таква тема, на истиот начин, да не се видите, да не ние како што рече Милчо се стремиме да одиме во Европа. Во Европа прво и основно е легализмот и поштовање на законот. Значи мене ми смета лично сите можни дивоградби што се прави. Овдека имаат сега поголема специфика за ова работа, меѓутоа све што е изградено на диво, мој личен став е треба да се урни. Затоа што Охрид и од кога донесува законов дека
Дивоградба е кривично дело, наредната година, мислам дека ви истражувавте, во Охрид имаше веќе околу 1000 нови дивоградби. Сега бројот не знам колку е, едини спас ќе ни биде и во Охрид и во целата држава, доколку се најд сила и можност, сите тие дивоградби да се изрушат по примерот на Албанија, каде што таму премиерот Еди Рама, кој донесува дека све ќе се изруши од дивоградба, прв влезе во багерот и му ја сруши дивата куќа на својот пријател. Од тоаш натаму помините покрај Охридсково езеро, во Албанија, немат ни една дивоградба на Кеот, истото се дешават во сите градови таму. Значи, нас ни треба волја за рушење на дивоградбите во цела република и ставање на крај на беззаконието, а не носење на нов закон за легализирање на дивоградби. Така, мислам дека и ова е поентата всушност на ова наша вечерашна емисија. Малку ќе ве одморам, можете малку водичка се напиете, па тоа продолжуваме со разговорот. Понуди кои не се пропуштаат во Кармен Бау Центар. Попуст од 15% на електричен алат од германските брендови Метабо и Електромашине. Аголни брусилки Метабо по цена од 3500 денари. Ударни дупчалки Метабо за само 4600 денари. Најголем избор на германски електромашинен хидрофори по цена од 8499 денари и електрични пумпи за вода по цена од 5999 денари. Се што ви треба за вашиот дом од под до кров, од најреномирани производители, по најпристапни цени, само во Кармен Бау Центар. Колку и да сме различни, постои нешто што сите не спојува. Бидејќи само нешто толку посебно може да собере толку различни луѓе на една трпеза. Со Чоколино растеме. Толку е вкусен и хранлив. Сакаме да го јадеме од омиленото чиниче и да споделуваме мали вкусни тајни. Со него и понатаму ќе растеме, но никогаш нема да го надрастеме. Чоколино за големи и мали деца. Кам, постојано ниски цени. Круша 1 килограм 63 денари. Скуша 1 килограм 119 денари. Детергент 2 килограми плюс средство за садови 450 милилитри 262 денари. Пешкир мал 52 денари. Голем 299 денари. Кам, купувај мудро. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Алмеро, прва и единствена фабрика во Македонија, специјализирана за производство само на душеци. Традиција на квалитет и префинетост. Првокласни природни материјали од сите страни на светот, изработени од најталентираните и највештите мајстори. Комфортни душеци за вашиот совршен сон. Препознатлив дизајн и врвен квалитет веќе 30 години. Производи од богатата палета на Алмеро можете да најдете во салонот за мебел Илјачка во Струга. Викенд акција во Миса Маркети. Амета копан со надкопан 1 килограм 109 денари. Кетчап Хайнц 500 мл 59 денари. Кремонте посен крем 500 грама за само 59 денари. Овошна долина со јаболко 1,5 литри за само 44 денари. Субрина шампон за коса 300 мл 1+1 гратис 99 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети.
Малку зедовте здив, продолжуваме ние со ова актуелна тема, што ги тангира сите охриѓани, сите оние кои што си го сакаат градот. Разговараме за липашината џамија и за се она што се случува околу дивоградбата и изградбата на минаре високо 32 метри. Господин Нанчев, се наметнува уште едно прашање околу висината на тоа минаре. Покрај тоа што навистина ќе е една импозантна градба и можеби од други аспекти тоа пречи, но колку таа градба со таа висина е сигурна и стабилна? Не дај Боже, Охрид знаеме трусно подрачје, може да се случи некој земјотрес. Каде е тука ИЗИС покрај сите други институции што требаше досега да презема некакви мерки? Значи, тие требаше да испитаат каква е статиката, дали се употребуваат оние материјали кои што се дозволени за една таква градба со една толкава висина. Одлично прашање. Срамота што мене не ми текна, пошто сум јас градежни инженер, ова да го кажам порано. Меѓутоа, дојме со ред. Значи, за да добиеш одобрение, треба да имаш проект. Тој проект треба да биде верификован, значи затоа добиеш одобрение. Меѓу другото, посебно за ваков објект со висина од 32 метри, треба ревизија од ИЗИС. Она како што гради, не знаеме како се гради, што се гради, никој ништо не знае. Она е бомба во централно градско подрачје. Не дај Боже да стресит, не дај Боже ондека да паднит, никој нема ништо да каже во овој момент. И некој таа бомба да расе дозволуваат. Она е катастрофа. Не знам, ево све, вакви сме, такви сме, никакви сме. Вие една обична куќа да правите, треба да одобрение од ИЗИС да добиете. Куќа која е приземна, спрат, и 2 спрата нека биде. 32 метри. Она е најделикатна баш од сеизмички аспект. А кај се наоѓаат? Значи да трниме настрана и она, да речеме нека се гради. Во светов се градат големи објекти, меѓутоа овде ништо не знаеме. Све ни е непознаница, пошто е без одобрение се градба. Така. Господин Арнудов, како го гледате развод на овој случај? Значи, мислите ли дека на крајот на краиштата институциите ќе си ги земат работите во своји раце или сега е ова замачкување на очи, само купување на некое време, па после 2 месеци повторно ќе се продолжи со градење и минарето ќе си биде изградено, па потоа ќе се бориме за да се срушат дивоградбите? Видите, ако институциите за мене сега во моментов е само една институција, Државен градежен инспекторат. Ако таа не си ги превземи работите, како што знај да ги превземат овде во градов за други работи, меѓу другото, ево комшиве овдека до нас градат пазар, другите комши ги пријавиле, тие одма истиот ден се нацртали овде да виде зошто стубот се наоѓа на 20 сантими поместен од тоа што бил во проектот, а кога ги запрашал Бранко Арнудов зашто не постапите исто и со минарено, му рекле остај таа работа. Значи, ако тие не си ја превземе работата, јас верувам народов ќе си ја превземе работата во своји раце и одма ќе се излези на протести. Ние мора да ги присилиме тие да работат по закон. А ако не работат по закон, и тие ќе се најде на обвинител на клупа. Значи, опцијата за протест останува и понатаму? Таа, мислам, и самиот премиер ни рече дека ние нека треба да протестираме доколку мислиме дека тоа е целосходно за иднината на градот. Ние се надеваме дека утре Државниот градежен инспектор ќе постави жолта лента за заедничка иднина. Тоа беше всушност и вашето барање кога отидовте кај премиерот. И да се надеваме дека нема, како што рековте и на самиот почеток, за вакви работи да треба да се оди до највисоките инстанции, дека другите институции кои што и администрацијата ќе си ја врши работата за која што е огромна срамота, мислам, тоа е одраз на од нашите парите на граѓаните. Тоа е голема срамота, одраз на нашето секојдневно живење. Ние, значи, секој ден се судриме со такви проблеми заради лимбо и ситуацијата на државната администрација и на централно и на локално ниво, тоа секдека во секој град и општина е истиот проблем. Така. Господин Нанчев,
Само кратко, значи, бидејќи се уште не сме влезени во периодот на изборните кампањи, вие денес официјално поднесовте кандидатура за градоначалник на град Охрид. Дали може би една од најголемите провокации и мотив ви беше токму овој случај со Алипашината џамија и со се она што му се случува на градов од аспект на претерана урбанизација и изменување на неговиот лик и автентичност? Па вака сега. Денеска е 21 март, почна пролетта. Јас денеска се кандидирав и почвит Охридска пролет. За Охрид нормално да ми изберете. Шала настана сега. Ки испаднит ко кампања да правиме. Што ми беше думата сега? Што ме праши? Дали ви беше главниот мотив случајот со Алипашината џамија? Значи тоа, иако локалната нема тука некои ингеренции, но сепак тоа ни се случува во нашиот град и не смееме да останеме некои работи спонтано се дешаваат. Ти навлегвиш во еден проблем, една проблематика. Излеговме, извадовме 3 милиони документи. И гледаш дека нешто не чините. И како сега ќе седиме и ќе гледаме само, то не можеш ти да го направиш, то знаеш како е све исповрзано. Од негдека нешто мора да почне. Мојата филозофија на живот е дека све почвит од невидливото, од умот. Сакаш или неќиш. Тоа ме мотивираше да влезам по-динамично, по-агресивно во тековите на државава. Значи, гледам дека нешто не може, гледам дека све нешто не може, кај мене не може, зборот не постои. Само како може. Зато сакам да градоначалник и многу работи кои овдека на некој начин не ни се бендисвет. Ние овдека во Охрид ќе ги направиме прво и по нашиот пример ќе фатете сите градови во Македонија да работат. Господин Радмилдов, дали имате надеж во граѓанските здруженија? Не знам, ево, ќе остани да видиме. Се надеваме дека во овој случај институцијата државен градежен инспектор ќе воспостави контрола. Ако не, тоа ќе остане да видиме колку сме ние како граѓани свесни за тоа што сакаме да го направиме. А ако го направиме, ќе го направиме. Ако не го направиме, значи сме исто ко се другиве граѓани индиферентни на сите неправди што се дешаваат. Малку за охриѓани важи дека се така потежок табиет луѓе, дека тешко започнуваат со нешто. Најве, вие започнавте и не се откажувајте. Сигурна сум дека ќе ве следат и други граѓани. Треба малку охрабрување и ветар во грб, но ете, ако имаме за овој случај позитивен епилог, мислам дека ќе е тоа добар почеток за да се бориме и за другите нешта, за да го подобриме живењето во градов. Видите, значи, владењето на правото го чуваат две институции. Тоа е обвинителството и судовите. Тие ќе имаат со оваа работа, со цела оваа работа, многу големи предмети. Јас се надевам дека на крај оваа дивоградба, кога ќе се докажи тоа на суд, ова што го зборуваме цело време, државата ќе си постапи како со сите дивоградби што постапуваат. Во Охрид имаат негдека 25 дивоградби кои се запленати. Верувам дека ќе си бидат исто вратена таму кај што треба и ќе мораме да изнајдеме, значи, сила да ја донесиме џамијата во состојба каква што требала да биде направена, да се напред, што видите по сите списи што ги имаме и самото предлог, самите предлози со конзерваторското одобрење не се спочитувани, потребни се други материјали, значи повторно, како што има претходно дивоградба па сами се ја срушија, веројатно сега повторно ќе море тоа да го направат и да се донесат доброто во таква состојба каква што треба и како што е замислено со закон. Сем тоа, ќе предложиме да целиот опфат биде, како што рече Милчо, едно мултиконфесионално катче, кај што ќе се видат сите пластои. Значи, не сме биле ние ни пред џамијата, ни пред црквата, ако била тука, и која била, и пред неизерано христијанската базилика. Значи, имаме тука многу големи пластои, ќе бидат прикажени и тоа ќе биде еден добар приказ
како требиците да живиме на едно место заедно. Благодарам за учеството во Лупа. Се надевам наредниот пат кога ќе разговараме на оваа тема, овој случај ќе биде решен и ќе добие позитивен епилог. Господин Арнаудов, се надевам дека до крајот на емисијава се опуштивте и тоа чувство на нелагодност на почеток што ви беше ве напушти. Разговаравме на една навистина важна тема за градов. Осетлива. Да. Господин Нанчев, веќе вас не ви е ништо чудно под рефлекторите. А се не ужи. Ве има често и ќе ве има и уште почесто. Благодарам уште еднаш за учеството во Лупа. Еднакво.